Почитувани граѓани, Република Македонија е во тешка политичка и уставна криза. Криза предизвикана од коруптивно, криминално и арбитрерно владење на извршната власт. Криза подпомогната од отсуство на контрола и одговорност заради таквото владење. Криза во која собранието и судовите престанаа да ја вршат својата контролна функција. Криза во која институциите се обезличија и се претворија во извршители не на законите, туку на нелегалните и нелогични желби на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓу таквите институции, за жал, е институцијата председател на Република Македонија. Институцијата која треба да биде символ на нацијата, символ на единството и символ на државноста, се претвори во беден символ на груевизмот. Во ситуација кога земјата е во тешка политичка и уставна криза, господинот Ѓорѓе Иванов со своето неуставно, незаконско, неодговорно и арбитрерно однесување долеа масло на огнот и ја продлабочи кризата. Тој со дадените аболиции сакаше да ги затвори вратите за правдата, правичноста, еднаквоста и одговорноста во Македонија. Всушност, сакаше да ги затвори вратите за решавање на кризата, бидејќи кризата ќе заврши кога во Македонија повторно ќе се воспостави правната држава и правдата. Единствена светла точка што произлезе од неговото неразумно однесување е шарената револуција која го распламти пламенот на отпорот и ги обедини правдолюбивите граѓани на Република Македонија кои бараа повлекување на аболициите и отварање на патот на правдата. Со повлекувањето на дадените аболиции, господинот Иванов призна дека сгреши. Призна дека неговите мотиви беа тесно партиски, а не државнички. Призна дека неговото однесување беше крајно неодговорно. Призна дека долеа масло на огнот и ретерираше. Но тоа не го амнестира него од одговорност. Напротив, неговото повлекување на аболициите требаше да биде следено со негова оставка, бидејќи Македонија не смее да биде играчка во рацете на неодговорни политичари кои не туркаат во хаос. Но тој немаше доблест да го стори тоа. Затоа, ова собрание денес е исправено пред тестот на Уставот, пред тестот на граѓаните, но и пред тестот на историјата, дали ќе го врати принципот на одговорност во Република Македонија. Почитувани граѓани, всушност целта на денешната постапка за импичмент е враќање на принципите на одговорност, правда и еднаквост. Одговорност на ова собрание е дали ќе го одбрани Уставот од противправните акти превземени од председателот на Република Македонија или ќе остане нем наблюдувач на кршењето на овој акт кој што е донесен од граѓаните како што пишува во неговата преамбула. Кршењето на Уставот е кршење на волјата на граѓаните. Наша одговорност е денеска да го вратиме принципот на одговорност, да покажеме дека никој не е над Уставот и законот и со тоа да помогнеме за враќање на загубената доверба на граѓаните во институцијата собрание. Принципот на одговорност на највисоките функционери е највисок јавен интерес. Никој не смее да биде над Уставот и законите, вклучувајќи го и шефот на државата. Председателот Иванов треба да носи одговорност за злоупотребите на својата функција, одговорност за кршење на Уставот, законите во вршење на своите права и должности. Тој како председател се стави во одбрана на најтешкиот криминал. Во своето обраќање на 12.4. оваа година рече дека активностите што ги превзема се со цел да се надмине кризата.
Секому му е јасно дека политичка криза која произлегува од криминално вршење на власта не може да биде решена со помилувања за сторен криминал. Актите на господинот Иванов само ја продлабочија политичката криза и ги направија многу далечни перспективите за враќање на правната држава во Република Македонија. Но тоа е негова одговорност пред историјата и пред граѓаните. Правната одговорност, која исто така е неспорна и заради која е покрената оваа постапка за импичмент, произлегува од фактот што тој, злоупотребувајќи ја својата функција, спротивно на законските норми, донесе одлука за, како што тој вели, општ прекин на сите кривични постапки против политичари и нивните соработници. Со своите одлуки, господинот Иванов прекрши неколку членови од Уставот, и тоа пред се членот 8, став 1, алинеја 3 и 4, кои како темелна вредност на уставниот поредок го предвидуваат владењето на правото и поделбата на власта, членот 9, кој предвидува забрана за дискриминација по основ на општествена положба, членот 68, став 1, алинеја 18, кој предвидува надлежност на собранието да дава амнестија, членот 84, кој ги предвидува надлежностите на председателот на Република Македонија и членот 106, кој ги предвидува надлежностите на јавното обвинителство. Господинот Ѓорги Иванов на 12.4.2016 година даде 107 помилувања на 56 лица. Некои лица беа помилувани по 16 пати, 13, 6 пати и така натаму. По својата масовност и опфат на лица и дела, неговите акти во суштина се амнестија. Тој дури и свесен за суштината на неговите акти, во својот говор, одржан истиот ден во кој образложува што направил, го користи исклучиво зборот амнестија. Во тој говор ниту еднаш не го спомна зборот помилување или аболиција, туку само зборот амнестија. Сите знаете дека амнестијата е во надлежност на собранието, а не во надлежност на председателот. Всушност, господинот Иванов со давањето 107 помилувања во еден ден направи општо ослободување од гонење, што е суштинска карактеристика на амнестијата. Со тој упат во надлежноста на собранието, тој прекрши одредби од Уставот кои што ја регулираат надлежноста на собранието и начелото на поделба на власт, но исто така и начелото на владење на право. Начелото на владење на правото го прекрши со тоа што аболицијата ја направи надвор од законските норми, без да има основ за тоа. Наводната основа, согласно која му го даде тоа помилување, беше членот 11, кој што беше укинат уште во 2009 година. Законот за помилување, со донесувањето на одлуката на Уставниот суд, стана нефункционален и не го оживеа одлуката на Уставниот суд, членот 11. Тоа е темелен постулат на правото, образложен уште од таткото на Уставното судство Ханс Келзен. Да ве подсетам дека, ако законот е поништен, само во тој случај предходните одредби се враќаат во сила. Но одлуката која донесе Уставниот суд е укинувачка, а не поништувачка. Ова е уште еден пример дека лошите слуги од Уставниот суд се безкорисни слуги. Сакале да го постигнат ефектот на враќање на членот 11, но не знаеле како да го направат тоа. Но дури и овие акти на господинот Ѓорги Иванов да беа донесени пред 2009 година, кога постоел членот 11, председателот на Републиката повторно би одговарал за злоупотреба на своите овластувања и кршење на членот 11, бидејќи според овој член помилувањата се даваат по исклучок, кога тоа е во интерес на Републиката. Почитувани граѓани, носење на 107 помилувања без претходна постапка во никој случај не може да се третира како исклучок. Напротив, тоа е огромна бројка која зборува за масовност на неговите акти. Бројка која и за редовни помилувања е огромна,
а не пак за оние кои се даваат по исклучок. Бројка која зборува дека неговата активност фактички е амнестија, никакво помилување, а уште помалку помилување по исклучок. Господинот Иванов го прекрши членот 9 кој предвидува забрана за дискриминација по основ на општествена положба, бидејќи критериум за дадени помилувања е лицата да се политичари и нивни соработници и поддржувачи. Ваквиот критериум е дискриминаторски, бидејќи привилегира одредена група на граѓани врз основа на недозволен критериум, а тоа е општествената положба на лицата. Господинот Иванов со своето однесување ја врати Македонија во средниот век со поделба на граѓани, политичари кои се недопирливи и останати граѓани кои се обични смртници. Но тој во исто време промовираше и принцип на неодговорност за политичарите и рушење на темелните правни принципи. Ваквата негова одлука за општо помилување на политичари со својата масовност и широк опфат на лица политичари охрабрува идно незаконско и криминално работење на политичките елити, што е погубно за секоја држава. Во современите демократски држави, политичарите се изложени на постојан дневен надзор и одговорност, а не се привилегираат во однос на другите граѓани со нивно ослободување од одговорност. Господинот Иванов го прекрши начелото на поделба на власт од членот 8 и начелото на владење на право од истиот член, со тоа што фактички се обиде да го укине специјалното јавно обвинителство. Од неговиот говор, но и од неговите акти, јасно се гледаше дека главен таргет на неговата постапка беше да го оневозможи специјалното јавно обвинителство да ја врши својата надлежност. Со тоа, тој изврши упад истовремено и во судската и во законодавната власт. Имено, собранието е единствено надлежно со закон да воспоставува и да укинува институции, а не председателот. Почитувани граѓани, помилувањето не смее да биде акт на политичко самоволие, надвор од уставните и законските норми. Исто како што и функционирањето на ова собрание не смее да биде врз основа на политичко самоволие. За жал, целокупната постапка која владеачкото мнозинство ја водеше по повод нашата иницијатива за импичмент, беше надвор од деловничките одредби, почнувајќи од составот на комисијата за импичмент, а потоа и преку одбивањето на мнозинството во комисијата, господинот Иванов да биде повикан да даде свој исказ пред таа комисија. Господинот Ѓорги Иванов дури не достави ни писмено изјаснување за наводите од предлогот за покренување постапка за утврдување на одговорност. Тој го искористи правото да не даде исказ против себе, односно да не се самоинкриминира. Но за разлика од кривичната постапка во која молчењето на лицето не се користи против него, во постапка за импичмент важи спротивното правило, бидејќи секој председател на држава треба да биде транспарентен и да ги даде потребните одговори и појаснувања како на пратениците, така и на пошироката јавност, како што секако би постапил и тој доколку аргументите беа на негова страна. Господинот Иванов со своето молчење и непојавување во собранието ја призна вината. Господинот Иванов со повлекувањето на аболициите повторно ја призна вината и призна дека сгрешил. Затоа, колеги пратеници, денеска на ова собрание останува одговорноста. Наспроти Иванов, кој сакаше да промовира принцип на неодговорност на политичарите, ова собрание денеска со покренување на постапка за негова одговорност треба да покаже дека политичарите треба всушност да бидат најодговорни за своите постапки. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Почитувам председателе, почитувани колеги пратеници. Собранието на Република Македонија на 30. мај 2016 година донесе одлука за основање на комисија за оценување на основаноста
на предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија поднесен од група пратеници. Јас би сакал само да кажам дека комисијата се оформи, комисијата работеше од 3 дена и за таа работа изготви извештај, кој што извештај ви беше доставен преку собранието до вас пратеници. Би сакал да кажам дека комисијата работеше согласно деловник и согласно деловник мисли и натаму да, мислам ние како пратеничка група и како мнозинство во собранието, мислим и натаму да проведуваме процедурите. Комисијата после работењето донесе став. Комисијата оцени дека предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија, поднесен од група пратеници под архивски број 08/2182/1 од 13. април 2016 година не е основан. Председателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, во вршењето на своите права и должности не го прекршил Уставот и законите на Република Македонија. Сега би сакал да образложам зошто мнозинството на комисијата го донесе овој став и гласаше за овој став. Прво, според предлагачите, за да се покрени постапка на одговорност на председателот на државата, треба да види прекршен Уставот и законот, и тоа тие го тврдат. Ние, како комисија, мислиме дека Уставот не е прекршен, бидејќи Уставот на Република Македонија во член 84, став 1 алинеја 9 го утврдува правото на председателот на Републиката да дава помилување во согласност со закон. Значи Уставот не е прекршен. Второ, во согласност со закон. И сакал малку да образложам околу законот. Во 1993 година е донесен закон за помилување. Во 2009 година овој закон, дел од овој закон со закон за измени и дополнување на законот за помилување, се извршени измени во истиот тој закон. Во 2016 година Уставниот суд го укина законот за дополнување на законот за помилување. И според тоа законот од 1993 година се враќа на сила. Со што ова можеме да го подкрепиме. Во одлуката на Уставниот суд има издвоено мислење од група на суди, каде што јасно и недвосмислено кажува дека, ќе цитирам, особено интересно што со укинувачката интервенција на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување се враќа во примена член 11 од Законот за помилување, кој уредува дека председателот на Републиката по исклучок може да даде помилување и без проведување на постапка за помилување пропишена со овој закон, кога тоа е од интерес на Републиката или кога има посебни околности за тоа да го направи. Преку укинувањето на измените на законот, овој член, повторно законот од 1993 година се враќа во сила. А тоа возможува председателот да помилува определени лица без воопшто да се спроведе законски посебна постапка. Би сакал да го цитирам тој член 11, кој што тоа му го дава право на председателот. Член 11 од законот од 1993 година вели: председателот на Републиката по исклучок може да дава помилување и без проведување на постапка за помилување пропишена со овој закон, кога е тоа од интерес на Републиката. Да не го читам до крај закон. Исто така, во прилог на тоа дали за овој закон важи или не важи, тоа е тезата кој што предлагачите ја протежираат дека не важи, е тоа што на 25.2016 година Собранието на Република Македонија донесе закон за дополнување на законот за помилување. Значи, закон за дополнување на постоечкиот закон кој што од 1993 е на сила. Каде што во член 11 се проширени некои одредби и каде што му дава можност на председателот
да повлечи аболиција по негово размислување, или ако некое лице е на листата за аболиција, ако побара да биде повлечено од таа листа, за председателот на државата мора тоа да го направи. Значи нема можност да избира да или не. Со овие две работи констатирам дека и нити уставот е прекршен, нити законот е прекршен. Меѓутоа, има и други работи кои што беа изнесени во предлогот на предлагачите, па би сакал да ги искоментирам и нив. Тие велат дека во суштина се работи за амнестија, а не аболиција, и дека тоа што председателот помилувал толкав голем број на лица е всушност амнестија, не аболиција. Меѓутоа, сакам да потенцирам, никаде во никој закон не е поврзано бројот на амнестирани лица со тоа дали е амнестија, дали е аболиција. Председател со поединечни одлуки извадени во службен весник Република Македонија, со име и со презиме за секој човек кој што сметаше дека треба да биде на листата за аболиција, е донесено поединечно решение. Значи, не е прекршен никаков закон. Тоест, најмалку е прекршен тоа што предлагачите сугерираат дека има дискриминација и некои луѓе се офатени, некои не. Следно, спомнав дискриминацијата. Со измените на законот, кои што го донесовме во мај месец, председателот понатаму ги повлече аболициите и дополнително секој од аболицираните лица имаше право, ако сака, да си поднеси барање и на негово барање мораше да му се одговори, т.е. да видат повлечен, тргнат од листата. Значи, со повлекувањето на аболициите и тезата дека е направена дискриминација, паѓа во вода, т.е. тоа не се случило. Тезата дека се попречува работата на специјалното јавно обвинителство, и тоа не држи вода, бидејќи, пак ќе повторам, со укинувањето на аболициите, специјалното јавно обвинителство може да си работи непречено. На крајот, меѓу другите причини кои што се наведени во предлогот, вели дека председателот имал политичка одговорност. Можда има или можда нема, меѓутоа прво би се задржал на правното образложение дали има или нема политичка одговорност. И да има и да нема, тоа не е причина за покренување на постапка за одговорност. Политичка одговорност се цени на избори. Не се цени дали е прекршен уставот и законот со политичка одговорност. И на крајот сметаме дека молам да се сослушаме, молам. Сметаме дека како комисија всушност политичка мотивираност постои кај предлагачите, бидејќи со оваа постапка вршат директен напад на институцијата председател на Република Македонија, институција која што во овој изминат период, во оваа измината криза, остана на браникот на државните интереси, институција која што во мигрантската криза се покажа како најцврста институција која што допринесе мигрантската криза да не се осетат големи проблеми во Република Македонија. И на крајот, политичката одговорност, пак ќе кажам, се мери на избори. Бидејќи председателот на Република Македонија досега во сите избори кои што се одржале во Република Македонија покажа дека има најголема доверба од граѓаните, 530.000 граѓани гласале за него. Сметаме дека политичката мотивираност всушност е од страната на предлагачите за директен напад на институцијата председател на Република Македонија. И на крајот, пак би сакал уште еднаш да го прочитам ставот на комисијата. Комисијата оцени дека
Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на председателот на Република Македонија, поднесен од група пратеници под архивски број 08/2182/7 од 13. април 2016 година, не е основан. Председателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, по вршењето на своите права и должности, не го прекршил Уставот и законите на Република Македонија. Благодарам.